Историски, така Филип Рикер го нарече Преспанскиот договор. Актуелниот врвен цивилен представник на американските сили во Европа, кој точно за 2 седмици ќе преземе позицијата помошник државен секретар за европски и евразиски прашања, денеска во Скопје, освен што го поздрави имплементирањето на договорот од Преспа, го нарече и пример за решавање на другите проблеми на Балканот. Успехот на Преспанскиот договор е сведоштво за тоа што напорната работа и компромисот можат да постигнат ако лидерите покажат соодветно водство. На двајцата премиери треба да им се честита. Верувам дека и другите лидери на Западниот Балкан учат од ова искуство, дека може да се надминат длабоките конфликти од минатото. Ги повика Белград и Приштина да ги нормализираат односите, да дојдат до одржливо решение и Косово веднаш да ги укине високите царини кон Србија. Ја повика Албанија да ја искорени корупцијата и да овозможи владење на правото. Од Македонија очекува да го задржи реформскиот курс и да се посвети на клучните судски реформи. Предупреди дека регионот однадвор го демнат, како што ги нарече, малигни влијанија, особено од Русија. Our hope for your future is a thriving and stable Western Balkans. Нашата надеж за вас е просперитетен Западен Балкан, на иста линија со нашите заеднички вредности, целосно интегриран во западните институции, отпорен на дестабилизирачки и малигни надворешни влијанија кои би ги попречиле вашите амбиции. Идниот прв човек на Стейт Департментот за Европа и Евроазија уверуваше дека САД остануваат посветени на поддршката на Балканот и дека трансатлантското партнерство останува клучно за американската администрација. Рикер, кој за 2 седмици ја презема новата должност, важи за одличен познавач на регионот. Од 2008 до 2011 беше амбасадор во земјава, а во 90-тите години беше задолжен за односите со јавност во американската амбасада во Скопје. По неколку години поминати на други позиции, Рикер пак ќе биде присутен во регионот, но од далеку повисока позиција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.